Топ тема на ваша страна, граѓани на Република Северна Македонија, добро вечер. Од денеска новото уставно име на државата е стапува на сила, соопшти пред малку владата на Република Македонија. Пред зградата на владата символично денеска на церемонија беше подигнато и знамето на НАТО. Што понатаму произлегува конкретно како обврска на државата, што сето тоа ќе значи за граѓаните и во нивните односи со институциите, сите обврски од спогодбата, за сите овие прашања вечерва разговараме со заменик министерот за надворешни работи на Северна Република Македонија, Андреј Жерновски. Добро вечер и добре дојдете. Добро вечер, благодарам за поканата и поздрав до гледачите. Оваа спогодба ќе влезе во сила со датумот на прием на последното известување од односната страна, стои во членот 20 став 3 од завршените одредби. Тоа се случи, владата предмалку соопшти дека со тоа започнува и извршувањето на обврските кои произлегуваат од конечната спогодба и од уставните измени, за кои што има и формирано посебна интерресорска група. Што значи тоа? Тоа значи дека се исполнети веќе сите правни услови за да стапи во сила и конечната спогодба и се разбира уставните амандмани. И од тој момент за нас почнува презимјето на мерки за да се имплементираат нашите обврски од договорот. Треба фактички откако излезено во службен вестник, сега треба и нашата држава и Грција да испрата заедничко соопштение, заедничко писмо, поточно, до генералниот секретар на Обединетите нации да го информираат дека започнува да стапи на функција конечната спогодба. А како МНР, ние треба да испратиме нота до секретаријатот на Обединетите нации, каде што го информираме дека се извршени уставните измени, потоа треба да пратиме нота до сите земји членки на Обединетите нации, како и земјите набљудувачи на Обединетите нации, и исто така треба да пратиме нота до сите меѓународни организации дека сме Република Северна Македонија. Ако го читаме словото на амандманот 33, ословувањето, односно најавата на сите идни владени функционери кои ќе бидат гости во оваа студио, мора да биде на начинот на кој што јас ве представив како заменик министер на Северна Република Македонија, или тоа е само за официјалната комуникација, додека ние можеме да го користиме и терминот Македонија? Не, во право сте, значи во сите официјални настапи треба да се користи тој термин, со тоа што во Ваши на... или и кога сте и кога ние ве пречекуваме? Значи мора да бидат официјални сите такви представувања и мора се води сметка. Пример, ако земеме пресконференција на владин функционер, тој мора да го употребува новото име. Со тоа што сакам да напоменам, зборувавме и уште сме, се разбира, примерно ќе бидеме во контекст со грчката страна, ќе има и од нивна страна и од наша страна и ненамерни грешки, кои што кога ќе се употребуваат нема да бидат земени како зло, меѓутоа ќе биде нотирано дека има промена, дека има нов договор и да кажеме доколку некој сега кодиме некој меѓународна средба, некоја организација која има средба, тогаш тој што води таа средба ќе напомене, а без разлика од која страна се употребува на погрешен начин името, ќе биде опоменат дека има нов момент. Ќе се вратам на соопштението од владата. Првичните одлуки во врска со потребните мерки и активности за извршување на обврските кои што произлегуваат од договорот за кој што подетелно ќе разговараме, во посебно соопштение се очекува да ги најави меѓуресорската група. Меѓутоа, голем дел од подготовките веќе се почнати. Како ќе изгледа таблата на новата влада? Од оние итни мерки кои што мораме да ги превземеме, фактички имаме рок од 3 дена да ги смениме таблите на граничните премини и на двата аеродрома, со тоа што таа обврска мора да го почита овој рок, потоа има рок Министерството за внатрешни работи, потоа Царската управа да ги смени тие табли, има рокови, позна ќе поразговараме за тоа што нас како надворешни работи ни следи како обврска, меѓутоа прво што ќе се случи е менувањето, кој што кажавте, на граничните табли. Ќе се менува и логото на владата, мислам дека изминативе денови интензивно се работеше и на подготвувањето на таа табла и на измените на
интернет страниците, што веројатно ќе се случува во текот на следниве денови. Може ли да го видиме новото лого на владата? Тоа е книгата за графичките стандарди. Новото лого на владата ќе биде влада на Република Северна Македонија. Тоа е доста прецизно набележено, каде што сите веќе настапи ќе бидат пред ова лого, а понатаму се дефинираат и верзии на логото и се дефинираат кодовите на различните министерства. Што сега ова ќе треба да се комбинира и со законот за јазици, се оди во паралелен процес или? Во паралелен процес се оди, значи истовремено да биде сето тоа запазено како закони кои што се веќе во Република Македонија. И ајде сега да почнеме со она што веќе ги начнавте роковите од 3 дена па 7 дена, односно она што во делот погодбата се нарекува како технички преоден период и политички преоден период. Со што практично се почнува? Значи, ние фактички сега имаме Министерството за надворешни работи, кој што кажав по промената на таблата, имаме потоа наши услови како Министерство за надворешни работи. Ние имаме рок од 4 месеци, значи за да ги промениме, односно 2 недели да ги промениме нашите табли, дипломатско-конзуларните представништва во рок од 3 недели. Тоа е обврска на самото Министерство за надворешни работи, значи сите ДКП треба да бидат заменети имена, да пишува Република Северна Македонија. Она што е битно е да набележиме дека МВР има рок од 4 месеци, ова е доста битно за нашите граѓани, да издаде нови регистарски таблички. Во меѓувреме, значи, МВР ќе обезбеди налепници со ознака НМК, кои што ќе треба да бидат поставени на регистарските таблички. Тоа значи дека ќе треба да, како граѓани, да го знаеме овој податок, бидејќи тоа се роковите. Понатаму, има многу прашања до вас, до нас за издавањето на патните. Да, ќе ги разгледуваме едно по едно, да се задржиме сега прво, ајде на овие обврски, бидејќи тоа прво ќе биде видливо. Техничкиот преоден период се однесува на сите официјални документи и материјали на јавната администрација за меѓународна употреба и за документи за внатрешна употреба на кои што може да се користат и надвор. И сега тука се користи еден термин, разумни административни процедури. Што значи Петер? Значи, ние зборуваме сега, освен за таблите кои што се пред институциите, ние зборуваме тука и за интернет комуникација, зборуваме за штембели, зборуваме за печати. И имаме овој рок, се разбира докако некаде биде пробиен, имаме разбирање околу сето тоа од грчката страна. Рековме дека ова ќе го градиме во духот на заедничките односи, пријателски, меѓутоа ова се роковите кои што треба да ги запазиме, затоа што како што кажав на самиот почеток, веќе сме влезени сега официјално во период кога треба да ги имплементираме обврските кои што се наши од конечната спогодба. Интересно е ова рокот што го споменавте од 4 месеци во однос на регистарските таблички. Дали тоа значи дека сметајќи од денеска, после 4 месеци сите таблички ќе бидат со кодот НМК, а до тие 4 месеци или од тие 4 месеци за старите таблички ќе се користи налепница која што ќе издава МВР? Значи, за 4 месеци, доколку отидеме ние нашите автомобили да ги регистрираме, во рок од 4 месеци треба да се издадат нови. Во меѓувреме, постоечките таблички, кои ќе менуваме границата, ќе треба да имат налепница која што ќе пишува, како што кажав, на МК од Норth Македонија. И тоа е единствениот код што се менува? Бидејќи менувањето на кодовите... Не, кодот да прецизираме, кодот останува ИС, МКД. Ова зборуваме за регистарски таблички, вие се сеќавате, зборувавме и тука во емисија, во самој договор, овој дел се третира како понатамошно редување во меѓусебната комуникација. Добро. Сега, политичкиот преоден период е нешто друго и тука се вели дека тоа ќе се однесува на сите документи и материјали кои што се исклучиво за внатрешна употреба на втората страна и ќе се менува како што ќе се отвараат поглавијата. На што се однесува овој дел? Во овој дел не влегуваат личните документи како што се личната карта и патните исправи. Новите банкноти, има и доста прашања за тоа кога банкноти ќе се променат, процесот на менување на банкнотите треба да започне на почетокот на 2020, значи на почетокот на идната година, фактички една година од сега. Меѓутоа рокот е
5 години целосниот процес, целосно беа заменени банкнотите, се 5 години откако ќе се отвори тоа што е вашето прашање, поглавието кое што третира таа проблематика. Значи тука има еден полукрок, но битно е дека процесот треба да започне со почетокот на идната година. Што е и тоа е особен интерес кај јавноста со постојните патни исправи, ќе се чека, ќе се оди на измена на законот за патни исправи и за лични карти, бидејќи повторно го имаме и законот за употреба на албанскиот јазик, или е предвидена некоја друга процедура? Издавањето на патните документи, како што кажав, ќе започне с крајот на 2019 година. Значи мораме до крајот на годината да започнеме со издавање на нови документи. Битно е за граѓаните, бидејќи тоа ги интересира во меѓувреме сите оние кои што ќе влезат или ќе излезат од Република Македонија во постојните или во ново издадените во овој претходен, значи во овој така наречен преоден период, ќе имаме печат кој што ќе биде издаден на самата граница, каде што ќе пише дека патната исправа припаѓа на Република Северна Македонија. Значи така е решено ова прашање, што значи дека граѓаните при влез, да кажеме, во Грција, ќе можат да одат со пасошот, без оние белите ливчиња, но таму ќе ни биде ставен печат од страна на нашите служби дека овој пасош, ова патна исправа припаѓа на Република Северна Македонија. Од кога ќе почне да важи оваа процедура? Тоа треба да трае веднаш, а пак ќе кажам, пасошите треба да се издадат од крајот на 2019 година. Во меѓувреме, ако ви истекол пасошот, а се уште не започне издавањето на новите пасоши, ќе биде издаден пасош со постоечкиот, како што е овој позади позади вас, со Republic of Macedonia, но тука ќе биде како и на постоечките, ќе има печат дека, како што кажав, фактички пасошот припаѓа на Република Северна Македонија. Дали овие налепници кои што ќе ги издава Министерството за надворешни работи за табличките за регистарските таблички ќе бидат на терет на државата или на граѓаните, или се уште нема одлука? Се уште нема одлука, треба да се допрецизира, за тоа ќе биде благовремено известен јавноста. Да се вратам на пасошот, дали значи дека на граничните премини веќе ги има тие печати и оние што утре ќе се обидат да влезат во Грција ќе им биде ставен таков печат, или има и за тоа преоден? Не можам да кажам дали во моментов ги има, меѓутоа треба час поскоро да почне фактички таа процедура да важи, затоа што е тоа едно од оние мерки кои што рековме дека ќе бидат превземени, но пак ќе кажам, имаме разбирање доколку не може веднаш да се напрати работи, затоа што имаше доцнење во целиот процес, меѓутоа практично веќе се случува именување на државата како Северна Македонија. Има многу случаи на дел од граничните премини веќе да стигнува стока за влез во Република Македонија со царински декларации кои што гласат на Северна Република Македонија, па во изминативе денови таа се враќа или се преработуваат документите. Избрзани се тие документи, затоа што, како што кажавме, дури сега во момент додека зборуваме објавена одлуката во службен вестник, меѓутоа со текот на времето сите тие процедури ќе се стабилизираат, ќе се стандардизираат и нема да се јават проблеми. Дали откако идентично е соопштението кое што излезе попладнево и од Грчкото Министерство за надворешни работи, идентично беше и она што го слушнавме деновиве од кај вас. Иако во спогодбата пишува едната или другата, вие се одлучивте за варијантата двете страни заедно со заедничко писмо да го известат генералниот секретар на Обединетите нации, што во рамките на Обединетите нации процедурално ќе се менува, или дали таа процедура која што ќе тече во Обединетите нации ќе влијае на она што како министерство го имате обврска да ги известите сите на држави со кои што имаме воспоставено дипломатски односи дека треба да го користат новото? Не, ние го информираме, значи, генералниот секретар дека стапува на сила конечната спогодба. А потоа, како МНР, кој што кажав на почеток, ние ги информираме сите организации меѓународни каде што сме членови. Првенствено, претходно ги информираме земјите членки, ќе ги кажам тука и земјите наблюдувачи, нели, на Обединетите нации, и фактички од тој момент тие добиваат нота дека ние го променивме нашето уставно име, дека сме од овој момент, од како е објавено тоа во службениот вестник Република Северна Македонија.
Многу е битно да и требаше денеска на влада да помине, вчера помине на Комисијата за политички систем. Ние воспоставуваме сега дипломатски односи со земјите за кои што воопшто и немавме дипломатски односи. Започнуваме со Грузија. Одлуката треба да е веќе донесена на влада. Ерменија, Кипар е тука, Јужна Афричката република, Северна Кореја, да, но тука се и над 140 така да... земји кои што не признаа подуставното име и сега тоа е нели оној за дел од јавноста најчувствителен дел дека самите треба да ги известиме дека од сега натаму треба да не именуваат под друго име. Како се очекува да тече тој процес со оглед на малата дипломатска мрежа? Знаеме дека немаме амбасадори секаде резиденти. Не, пак, значи, ние ги информираме, од кај нас, од МНР, ги информираме сите земји членки, така што тие ги се добијат потребната нота и треба да пристапат исто кон промена. Еден сегмент кој што и натаму останува отворен и би сакал да поразговараме околу тоа е преименувањето на институциите. Не од аспект на Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, Министерство за финансии, Управа за јавни приходи, меѓутоа и натаму стои отворена дилемата дали ќе има преименување на МАНУ, на Македонската опера и балет, на Македонската филхармонија. Влезени ли се конечно тие институции во тој план? Значи, сите институции кои што користат буџетски средства ќе треба да го променат името и тоа беше повеќе пати кажано. Значи, процедурите се јасно набележени и ние ќе мора да го пратиме тој протокол. Како што кажавме претходно, дека ќе мора да ги информираме земјите членки на Обединетите нации кои што оди преку нашата постојана мисија во Њујорк, постојаната мисија во Обединетите нации, седиштето во Њујорк, така и ќе мора да извршиме, ќе си дојде допис до сите институции дека мора да извршат промена. Значи, сите институции кои што користат буџетски средства ќе мора да извршат промена. Значи, читањето на член 1 став Г упатува на тоа дека освен градовите како што се Македонска каменица, Македонски брод, секоја друга институција основана и финансирана од буџетот, како што се и МАНУ, и МОП, и филхармонија, ќе мора да го сменат своето име. Тоа беше едно од прашањата кои што ги тиштеа дел и од граѓаните и дел од институциите. Член 7 вели дека страните прифаќаат дека нивното, односно разбирањето на термините Македонија и македонски се однесува на различен историски контекст и културно наследство. Меѓутоа, во Уставот, според уставните амандмани, терминот Македонија и Република Македонија се менуваат насекаде, освен во членот 36 од Уставот. Што тоа практично ќе значи? Тоа значи дека ние терминот македонски може да користиме. Македонски производ, тоа не треба воопшто се менува. Значи, вие може да кажете кајвар, например, е македонски производ кога го пласирате надвор. Меѓутоа, ако имаме пак институција која што е на товар на буџетот на Република Македонија, односно прима пари од средството буџетот на Република Македонија, треба тука да биде извршена промената. Значи да не навлегуваме во погрешна шпекулација дека треба и термините да се спомнат. Македонски производ останува како термин, македонски може и понатаму да се користи. Што е со името на вашата партија? Ќе се менува? Тоа е прашање кое што е интензивно за разгледување, не е уште расчистено, ќе видиме и со нашите партнери како ќе оди таа процедура. Денеска разговаравме во Министерството за надворешни работи, меѓутоа ќе видиме тоа како ќе се реши, затоа што е тоа деликатно од свој аспект како тема. Ова денеска некако се поклопи и со церемонијата за кревање на знамето на НАТО. Почна и ратификацијата, Словенија е втората земја, Албанија е третата. Има најави дека идната недела веќе може да се очекува ратификација и во Бугарија. Можеме ли да очекуваме еден заврзан процес, бидејќи ако се следи историјата на
македонскиот пат кон НАТО рекордери сме по многу нешта, и по чекањето, и по акциските планови кои што не ги имала ниту една земја до сега, 18 на број. Ова е најава за некаква забрзана процедура или? Да, чекавме. Поради ветото, за жал, не влеговме први од адриатската група, иако бевме нели предводници во таа група. Меѓутоа, денешното постојање на знамето не е само символично. Тоа е една јасна порака и до граѓаните дека конечно ние ставаме печат на нашата безбедност, дека конечно и ја обезбедуваме територијалната целовитост на Република Македонија. Ќе кажам многу директно дека никој повеќе нема да одлучува за нашата судбина кога ние сме отсутни од масата, туку ние ќе одлучуваме за нас. Знаеме какво е, за жал, историјата на Република Македонија, кога други одлучувале за нашата судбина, никогаш повеќе тоа нема да се случи, како што верат американците нема повеќе да бидеме на менито. Тука ќе бидеме на масата каде што се разговара помеѓу земјите членки. Ние сме веќе де факто земја членка на НАТО, де јуре ќе бидеме во тој момент кога сите земји членки ќе го ратификуваат пристапниот протокол на нашата земја. Она што следува е Албанија, потоа Црна Гора е најавена како наредна. Тука е Словачка, Велика Британија добивме сигнали дека ќе биде една од земјите кои што можне брзо ќе го ратификуваат договорот. Она што го прашавте конечно е има интенција, ја чувствуваме таа, гледате колку брзо почна тој процес да оди сето тоа забрзано. Нас не радува тоа и тоа е она што го слушаме на сите пресконференции изјави дека со нетрпение ве очекуваме да го земете член вашето столче како 30-та земја членка на НАТО. Тоа се случува и на вистина овие процеси не охрабруваат да продолжиме и понатаму. Како понатаму ќе се одвиваат сите оние употребата на имињата на градовите, бидејќи малку е специфична таа поделба. Дали е тоа обврска која што ќе имаат само во комуникација државните институции, прво да се користи Тесалоники па Солун и од грчка страна обратно Битола и ова, или е тоа комуникација на која што ќе треба да внимава практично целата ја? Не, сообраќајните, тука има рок, испуштевме преска да кажеме, рок од 2 месеци кога ќе треба да ги промениме сообраќајните знаци, ќе се даде предност на англиската транскрипција, значи ќе биде Тесалоники, може да пише доле нели Солун, и тоа предност ќе биде предност ќе има англиската транскрипција со тоа што истата обврска има и грчката страна, значи нема да има повеќе знаци Former Yugoslav Republic of Macedonia или скратено кога излегувате од Солун. Мора да го немаше ни тоа на излегување од Солун, на пример има само Скопје. Имаше и табла едно време со Фиром, нивниот превод, меѓутоа пак ќе кажам имаме рок, значи од 2 месеци кога ќе мора да ги седиме и сообраќајните табли. Исто важи за грчката страна, се разбира. Во рок од 2 месеци. Да. И сега се враќаме повторно на оној првичен разумен рок, а тоа се тие 3 до 7 дена. Колку е тоа обемна обврска пред се за МНР и за администрацијата, или подготовките се веќе одамна во тек? Ние на влада уште претходно ги поминавме сите овие потребни документи, направивме акцијски план така наречен, каде што ја спомнавте вие и меѓуресорската комисија ги работеше сите овие процеси и имаме денеска јасен план за тоа кога и како треба да се завршат и обврски. Итните обврски се итни. Тоа се наши обврски, ние ги презимаме и ќе ги завршиме во рокот кој што е забележан во самата конечна спогодба. И тука не треба да има никакви дилеми, дека ние ќе го почитуваме. Нашиот дел од договорот, грчката страна го испочитува докрај договорот и ќе продолжиме понатаму да работиме според духот на и начинот на кој што се дојде до овој договор и самото имплементирање. Ефектите веќе и на финансиски план се огромни и ние бележиме раст на трговската размена со Грција фасцинантни 19%. Тоа е податок кој што можеби не се слушна доволно во јавноста, меѓутоа да имате таков раст од моментот кога го потпишавме договорот е нешто што навистина е фасцинантно. Македонската државна обврзница ја достигна највисоката вредност последните 10 дена од 3,5%.
Значи, таков раст, највисок во последната година, веднаш ви кажува какви се ефектите од договорот. 5 дена само што помина од подпишувањето на договорот со Бугарија, кој што е исто многу битен сегмент, имаме ние трговска размена зголемена за 11,9, значи 12%. Размената на туристи беше 9%. Гледате како овој договор веднаш, што беше и едно од главните поенти, освен тргањето на ветото, веднаш како дава економски импулс. И доверителите најавува дека обврзницата допрве ќе добие на вредност. Но секако и ќе чини. Има ли конечни проценки колку сето тоа ќе чини или тоа се уште е во тек? Зборуваме за чинењето на чинењето на сите овие промени кои што треба да се многу помалку ќе чини од тоа што ние стануваме, пак ќе кажам, ние стануваме земја со конечно обезбеден територијален интегритет, со конечна стабилност во Република Македонија и доаѓаме до фондовите кои што се каде поголеми од оние, да кажеме, кои зборуваме за НАТО и нашето учество, фондовите во НАТО кои што веќе ќе ни бидат имаме може да ги користиме и оние кои што допрве ги користиме од Европската унија се неспоредливо однос на тоа што ние го имаме како трошок. Нешто што според договорот почна многу пред да се дојде до овој чин на ратификација е работата на тие така наречени историски комисии. Тоа веројатно ќе биде едно од најчувствителните прашања во иднина. Иако и тука роковите се до 3 години, дека треба да се има јасна визија што, како и во која насока ќе се менува, до каде е сега работата? Едниот состанок веќе се одржа во Солун, наредниот треба се одржи во Македонија. Од она што зборав со колегите кои што се членови на таа комисија, мултидисциплинарна комисија, разговорите се во најпријатна атмосфера, двете страни се повеќе од посветени на целиот процес и убеден сум дека ќе продолжи понатаму. На крајот на краиштата сега веќе по конечното стапување на спогодбата, мислам дека допрва ќе се добие ветар за да одиме брзо со сите тие работи. Имаме рок од 6 месеци да се направи преглед, ревизија на статусот на спомениците, јавните објекти и така натаму, но тоа ќе го третира токму оваа комисија. Тоа значи дека во рок од тие 6 месеци или потоа ќе треба да се стави таа табличка до споменикот на војнот на кој тој конечно да се нарече со вистинското име, па да не се спуштам до нивото на сонцето на Виргина кое што го има на шаховските табли. Предходното што кажавме е ревизијата да биде завршена 6 месеци, а отстранувањето на последното кој што кажав толку таблите е исто така во рок од 6 месеци треба да се остане символот кој што го има таму. Така што се многу прецизни роковите, но пак велам духот на кој што е присутен при работата на оваа интердисциплинарна комисија е повеќе од задоволителен и убеден сум дека ќе финишира на потенен начин. Значаен дел од ова ние за тоа ќе посветиме и посебна емисија бидејќи го интересира особено стопанството, меѓутоа имаме подготвено еден преглед околу тоа на користењето на имињата во поглед на бизнисот, што е уфатен и во посебен дел. Предлагам да го погледнеме освртот на колешката Тамара Грнчаровска, па да го прокоментираме и тој дел. Повеќе од 150 трговски марки во земјава во името го содржат зборот Македонија или неговата англиска верзија. Тие ќе бидат дел од преговорите меѓу Македонија и Грција за една употреба на терминот Македонија во комерцијални цели, како и за трговските марки и заштитните знаци, предвидено со договорот од Преспа. Во земјава од вкупно 14.556 трговски марки, 79 го содржат зборот Македонија, 77 Маседонија, но дека кратенките МК или Макија имаат вкупно 128, а придавката македонски 12. Од октомври до вчера, како што информираат за Телма од Државниот завод за индустријска сопственост, биле поднесени и 10 нови барања за признавање на правото на трговска марка со терминот Македонија за кратенките МК или МАК 6, 3 барања има за трговски знаци со името Македонија и еден со македонски. Што се однесува до извозот, од 344 меѓународно регистрирани трговски марки на македонски компании, само 5 го содржат името Македонија. Од грчка страна состојбата е слична. Името Македонија е дел од 182 бренда на грчки компании, додека 4000 бизниси во Грција го употребуваат терминот Македонија за да опишат еден
еден или повеќе своји продукти. Постапувањето на сила на договорот од Преспа треба да се формира меѓународна група на експерти заедно со представници од двете земји, која во рок од 3 години треба да ја регулира комерцијалната употреба на термините Македонија и македонски. Неофицијално македонските компании до Заводот за заштита на индустријска сопственост веќе почнале да поставуваат прашања околу еднината на нивните трговски ознаки и како да постапат. Одговор за сега нема, бидејќи како што дознаваме, надлежните институции во секторот на трговијата и економијата се уште немаат добиено насоки ниту за формирање на експертската група, ниту за давање на насоки на компаниите. Нејасноти околу целиот процес има и ке грчките компании. Според грчките медиуми, економските експерти ја презеле улогата на советници, давајќи им насоки на компаниите да ги обезбедат правата на своите логоа и имиња во согласно со постојните европски и меѓународни процедури. Стопанските комори во Северна Грција веќе почнале да нудат и правни совети и помош на компаниите. Македонското законодавство не предвидува надлежност на стопанските комори врз трговските марки и ознаки, па единствена институција надлежна за тоа е Државниот завод за индустријска сопственост. Договорот од Преспа нема да влие на производи со заштитени ознаки на потекло или географски показатели. Во Македонија заштитени се вкупно 53 ознаки на потекло, од кои само една со географска ознака македонски, и тоа е ајварот. Македонскиот ајвар е единствената трговска марка од земјава која има меѓународна регистрација на ознаки на потекло и географски ознаки со терминот македонски. Се враќаме назад во топ тема на ваша страна. Гостин заменик министерот за надворешни работи на Северна Република Македонија, Андреј Жерновски. Господин Жерновски, ова е многу комплексна материја, бидејќи тука сега освен меѓународните конвенции, договорот, се вклучуваат и серија европски регулативи, особено на планот на географско потекло на вино и на ред други производи. Ова ќе биде една комплексна материја и предвидена е некаква меѓународна група. Само краток коментар, бидејќи во меѓувреме еве и до вас и до мене стигна дел од тоа што го разговаравме, редоследот е официјално објавен на случувањето. Само краток коментар околу ова. Очекувате ли на овој план проблеми, бидејќи досега беше голем проблем да се пласираат тие производи Made in Macedоnia, сега ќе бидат made by Норд Macedоnia. Во правости прилогот е точен, затоа што ова беше еден од главните моменти кои што се разговара нели во оние преговори со грчката страна, меѓутоа пак да набележам, ете спомнавме претходно примерот ајвар го земавме, нека биде виното, ќе си биде македонски вина. Ако е made in, ќе биде нели дека е направено во Република Северна Македонија, но може слободно сите што се во оваа дејност да знаат дека ќе се користи терминот македонски. Што се однесе до соопштението, еве тоа пристигна токму во оној формат во кој што зборувавме ние претходно и драго ми е што токму оваа емисија беше вовед и што гледачите на Телма има можност први да слушнат за роковите и за кои се обврските наши и што треба граѓаните да очекуваат. Да, еве проверуваме дел по дел. Рокот околу граничните табли го кажавме, тоа ќе биде во рок од 3 дена. Да мрзнат нашите екипи вечерва или нема да го направите кришум среда ноќ? Тоа нема зашто биде кришум ако се менува логото на владата, нема зашто и таблите, напротив. Меѓутоа не верувам дека вечерва ќе се случи тоа. Добро, во рок од 7 дена попис софтвер кој ќе ги содржи сите институции од државно и локално ниво, кои што треба да ги променат таблите, рок за спроведување 4 месеци, сите дигитални записи, меморандуми, електронска комуникација, веб страни ќе треба да почнат да се менуваат во рок од 3 дена. Еве ги тука таблите кои што ги изборувавме како и штембилите и печатите и ДКП-ата во рок од 3 недели, тоа е обврска на нашето Министерство за надворешни работи и за внатрешни работи. Зборувавме за новите регистарски таблички во рок од 4 месеци, дека во меѓувреме ќе има налепица од НМК. Тука е и околу патните исправи и така натаму, значи ги споменавме нели банкнотите, значи опфативме буквално све кое што го има сега веќе официјално и пратено секторот за односи со јавност од страна на генералниот секретар на владата на Република Северна Македонија. 6 месеци ревизија на спомените. Тоа и рековме, претпоставаме тука некаде 6 месеци дека и за символот кој што го споменавте вие на крај. И
во рок од 6 месеци да се пристапи кон отстранување на символот истакнат на поранеш. Да, тоа е тоа што кажувме. Ова е битно се набележи на крај, бидејќи имаше доста прашања со право од јавноста, најмногу слуша јавност дека археолошките артефакти се иземени од овој процес. Тоа е последната реченица. Да, археолошките артефакти се иземени. Тоа е културно наследство и тука нема да има никакви промени. Ние сите признаваме дека тоа е светско наследство и така натаму. Тоа значи дека ќе се оди само на оние споменици кои што се директно поврзани со хеленската култура, како што пишува во договорот, односно спомениците на Александар Велики во Скопје и во Прилеп, мислам дека и таткото од другата страна. И споменикот на Филип. Според ова интерпретација на користење на терминот Македонија, односно одредбите од член 1, точка 3, став Г, термините Македонија и македонски го имаат значењето дадено во член 7 од оваа спогодба и понатаму вели дека престануваат да се користат термините Македонија, поранешна Југословенска република Македонија, Република Македонија, кратенката ПРМ. Ова опфаќа и промена на улици на плоштад Македонија? Не би требало за сега тоа не е оправдано, но пак таа комисија ќе ги забележи сите овие работи, затоа што не можеме во детали да влеземе нели во обврските во соопштението, но драго ми е што можне прецизни бевме денеска во нашата емисија и што граѓаните има можност да ги дознаат сите. Да, посочивме голем дел од она што допрва ќе следи, особено голем беше интересот околу особено патните исправи. Што е пораката до оние кои понатаму излезе, не знам колку е истата табла која што ќе биде поставена на граничниот преверен Богородица, излезе во медиумите фотографија од една табла. Меѓутоа, признале или не сакале или не, дел од таа реалност е дека за многумина е се уште да го ова е емотивно прашање, тешко да се прифати, па така се уште можеме да ги видиме во голем број тие реакции на социјалните мрежи со пречкрта на Северна и тоа секогаш Македонија, никогаш Северна. Во целиот овој процес кажувавме дека ова е исклучително емотивно прашање, дека воопшто не е лесно да се направи ваква спогодба, меѓутоа ние сме должни да обезбедиме иднина, да обезбедиме просперитет, стабилност на нашата држава, да обезбедиме иднина на нашите граѓани и апсолутно сум сигурен дека со нашето влегување, тоа е веќе и јасно во НАТО и очекуваме почек на преговорите со Европската унија во јули. Во јуни се извинувам, допрва ќе ги видиме придобивките од овој договор. Државјанството денеска е македонско, граѓани на Северна Република Северна Македонија. Дора Бакојани ќе изјави деновиве, јас секогаш ќе нарекувам Република Македонија, но нема никогаш да изговорам македонци. Внимателно ги слушаме ставовите на грчката опозиција. Имате ставови на нашата опозиција подносно тоа прашање. Сакам да набележам во завршните одредби, тоа е членот 9, можеби малку се дискутираше до сега во јавноста. Ќе прочитам децето одредбите од оваа спогодба остануваат во сила за неопределен период и се неоповикливи. Што значи најави дека ќе има промена на овој договор, едноставно се невозможни. Без разлика, значи, кој е на власт денеска во нашата земја и во Грција, тоа важи за актуелните две влади, важи обврските што ги зборавме денеска за сите идни влади. Меѓутоа, очекувам внимателен настап и од опозицијата во Грција и во Македонија, во нашата земја, затоа што ние мора да работиме во духот. Многу поважно од сите овие членови, ставови и така натаму е самиот дух на договорот, а тој предвидува не само да соработуваме, тука да бидеме и први пријатели. Тоа се тие нови ветишта кои што дуваат од Балканот и драго ми е што Македонија е предводник на и извор на тие добри вести. Кога може да се очекуваат одлуките за подигнување на нивото на дипломатски односи? Имаше една формулација која што се користи во јавноста, се чини дека е
несоодветно отварање на нови амбасади, бидејќи ние веќе имаме станува збор за подигнување на нивото. Се согласувам. Тие веќе поминаа во владината процедура, што значи ќе подигнато нивото. Имаше интерпретација како допора да се отварат, меѓутоа тоа беше дел од претходната привремена спогодба. Истото нели како врска го има и грчката страна со нивните представништва во Скопје и во Битола. Да, јас дури сега забележав дека логото кој што го покажавте веќе го користи генералниот секретаријат на владата во соопштението со активностите. Па добро, ние поминувавме низ активностите кои што предстојат, оние приоритетни. Одиме со кратка пауза за реклами и се враќаме со разговор во студиото. Секако ги следиме и случувањата на извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кој што треба да почне во секој момент и каде што се очекува конечна одлука околу тоа дали со претседателските избори ќе имаме и вонредни парламентарни избори. Останете на Телма. Добре дојдете назад во топ тема на ваша страна. Со оглед на развојот на настаните, ова му доаѓа некако како еден вид вонредно издание на емисијата. За кратко ќе одиме директно од председиштето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, каде дел од овие информации вечерва, но и дополнителни се предочени и низ изјава на премиерот Зоран Заев. Ја очекуваме Јулијана Левковска, која го следи извршниот одбор на СДСМ. Господин Джерновски, вие сте член на Централниот одбор, но му дадовте мандат на извршниот одбор да ја донесе конечната одлука. Што е тоа што го очекувате? Беше повеќе пати кажано дека од една страна е атрактивна темата да се одржат паралелно со претседателските избори вонредни избори, тоа го бара опозицијата. Друго прашање кој го посакува. Меѓутоа, јас сум од оној табор кој што смета дека граѓаните, прво на граѓаните има доста од избори, зборам нели за предвремени избори, и тоа е нешто што го слушам насекаде. И она што е многу битно, ставот таков се должи на тоа што очекуваат резултати пред се во економијата. Не само во економијата, треба резултати да се испоражат и во областа на правосудството, медиумите и така натаму, но првенствено во економијата. И мислам дека таа критика, таа забелешка, тој став, ајде да кажам, во однос на овие најави е испран кај граѓаните, кај мнозинството, не можам да кажам за сите. Го делам тој став затоа што конечно завршивме со целата оваа процедура, која што толку многу напор бараше. Ние сме земја која што мораше и влада која што мораше паралелно да ги прави и реформите во овие полиња кои што ги набележав и паралелно да турка овој процес со капацитетите кои што ги имаме на располагање. Сега можеме и мораме конечно да имаме резултати од овие реформи. Убеден сум дека ќе ги имаме, ги слушаме критиките од граѓаните кои што велат во ред, го истуркавте ова, знаеме зошто е направено, дајте конечно да видиме резултати ново. Добро, ако се следи и дел од интонацијата или ако се чита меѓу редови говорот на премиерот денеска при кревањето на знамето на НАТО, веројатно може да се очекува одлука да нема предвремени парламентарни избори, меѓутоа македонската политичка сцена е непредвидлива. МНР заедно со секторот за секретаријатот за европски интеграции се каналите преку кои што доаѓаат и пораките од Брисел. Сега е време за реформи, а не за трошење на енергија на избори. Колку доколку се има поинаква одлука, што во овој момент се чини сепак малку веројатно, ќе дознаеме за кратко какво е расположението пред почетокот на извршниот одбор, колку ќе биде тешко да се објасни таквата одлука кон вашите партнери? Нема зошто да се крие. Пораките кои што дојдат и од високата представничка на заедничка безбедносна политика Могерини и од еврокомесарот Хан се многу прецизни околу тоа. И да бидеме реални, значи ако ние очекуваме да го добиеме датумот во јуни за почеток на преговорите, а до тогаш со право пак се очекува ние да испорачаме што е можен поголем дел од обврските односи кои што ги имаме преземено во реформите, тогаш ако кажем одиме на предвремени избори, целата енергија дефинитивно ќе оди таму.
па потоа е процесот при формирање на влада и коалиција коалиција па влада, значи дека едноставно нема да бидеме искрени во нашите намери. Тоа е причината зашто го кажувам аргументот. Има политички аргументи зошто би требало да има, ако зборуваме сега за ставот на владачкото мнозинство на СДСМ, зошто би требало да се оди на паралелно и предвремени парламентарни избори, држат и тезите за вториот круг, кој што е проблематичен од аспект на сензот, но лично сум убеден дека преовладува ставот и е тој според мене и потребен од аспектот на што го зборуваме да ги испорачаме резултатите. Ново губење на време може да биде санкционирано од страна на гласачите и тоа може да се случи. НАТО е де факто, иако за де јуре ни требаат уште, имаме уште 27 ратификации, вклучително последната наша, е речиси готова работа. Меѓутоа, она што е сосема реално и предочено како можна опасност е дека ќе треба да се вложи многу енергија и труд, не само реформски резултати, туку и дипломатски убедувања за да се добие датум, за да се отпочнат преговорите, бидејќи за Европската унија. Тука е теренот многу потежок и тоа речиси никој нема дилеми дека има огромен ризик, дури и да не се случи. Ризикот најмногу се гледа во аспект на изборите кои што предстојат за Европскиот парламент. Тука ќе видиме дали ќе добијат поддршка десно ориентираните партии, кои што редовно третираат темата не само за проширување, туку бегалците, миграциите и така натаму. Тоа е опасноста која што генерално не е тоа визави проширувањето и визави Македонија, генерално виси над како темен облак над Брисел, меѓутоа од тоа што можев да го слушнам при посетата последна во Брисел и од амбасадите овде дека не би требало да биде загрозено сето тоа, но пак во голема мера е поздравен ставот на нашата влада дека ние го поздравуваме нивниот пристап да се напредува според мерит системот, според заслугите. Долго време политичките елити во Македонија сметаат дека ние правиме реформи за да задоволиме некого во Брисел или во Вашингтон. Не, реформите ни се потребни нас, тие ги правиме за наши потреби, за да може да обезбедиме подобар живот во Република Македонија. Сега, во овој контекст да не го редам целиот список на непотистички вработувања и силни реакции во јавноста за тоа, каде е таа пракса во очекуваните политики и во она што денеска го слушнавме од премиерот Заев, корупција нема да се толерира, неодговорност нема да се толерира. Се чини се уште го ја имаме таа дискрепанца меѓу декларативното и реалност. За да ја немаме таа дискрепанца треба да има акција. Значи, ако се открие предмет на корупција, нека се објави. Ако се открие предмет на непотизам, нека се објави. Тогаш треба да се пристапи кон... Објавено, еве, денеска имаме пратеничка и брат, и син, и ги знаете целите списоци. Реакции и акции нема. Гледам, ја разбирам дека треба да бидат, не значи дека сите роднини пријатели треба да бидат не вработени, но разбирам дека етичкиот момент дека е присутен и тој како го поддржувам. Така што треба да се пристапи кон конечно реализација на тоа што го зборуваме цело време, а тоа е да имат сите, ако зборуваме сите да имат еднакви шанси, навистина треба да имат сите еднакви шанси. Имаме нови информации од седиштето на Социјалдемократскиот сојуз. Јулијана Левковска ја следи седницата на извршниот одбор на СДСМ. Јуле, почнуваме прво со она што се првични коментари и реакции на премиерот Заев околу стапувањето на сила на погодбата за решавање на спорот за името и на уставните измени и кои се неговите коментари? Па премиерот Заев рече дека веднаш постапувањето на сила значи дека ќе почнат да се применуваат во пракса сите оние обврски кои што нашата држава ги има преземено. Најподготвено рече Министерството за внатрешни работи. Печатите веќе се подготвени за пасошите, исто така и регистрациите на колите. Ќе започне и со менувањето на таблите на институциите. Исто така кажа дека и денеска на седницата на извршниот одбор ќе се дискутира дури за промена на име
името на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ќе се разгледуваат неколку варијанти за да се знае какво ќе биде името на партијата. Инаку да напоменам дека седницата на извршниот одбор е свикана за предвремени парламентарни избори. Нашите извори велат дека се помали се шансите заедно со председателските избори да се одржат и предвремени парламентарни избори. Кои се аргументите за и против предвремени парламентарни избори? Значи, владеачкото мнозинство на вага ги има ставено неколку работи во моментов. Значи, дали да се фокусираат на реформите, или пак од друга страна, како негативни работи кои би ги ставиле на контото на гласачите, ки сметаат дадената амнестија, спорот со името кој што се решаваше, проблемот кој што го има пазарџиите, а исто така и работењето на делот функционерите на Демократската унија за интеграција, како и уставните измени. Од друга страна, пак нивните аргументи се дека и покрај превирањата кои што ги има ВМРО-ДПМН и проблемите со кои се соочуваат, сепак те имаат одредено гласачко тело кое што ги поддржува. Предлагам тука да слушнеме дел од изјавата на премиерот Заев. Вечер во извршниот одбор ќе дискутира. Направивме анализи и истражувања, разговаравме со меѓународните партнери, разговаравме со општинските организации. Централниот одбор дебатираше и даде насоки уште пред неколку седмици. Јас верувам дека вечерва ќе донесеме одлука. Штом ќе донесеме одлуката, официјално ќе ја соопштиме преку вас новинарите до граѓаните. По која насока се ги премислувањата? Мнозинството, како што го чувствувам јас, не сакам да влијаам секако на одлуките, но одговорноста пред се пред државата. Дали ќе се оди со консензуален кандидат или со самостоен? Дел од оваа дискусија вечерва на извршниот одбор која што ќе имаме, ќе биде на мој предлог да влеземе во разговори со политичките субјекти во државата. Не само коалиционите, туку вон парламентарните партии, опозиционите партии, барем дел од нив, да се обидеме да изнајдеме преку заедничка анализа кандидат кој што чувствуваме сите дека би бил поддржан од сите граѓани. Кога зборам сите етнички заедници, сите социјални групи и така натаму, се работи за председател на државата, тоа е првата функција во државата. Верувам дека имаме шанси да успееме. Во најмала рака нема да изгубиме ништо ако се обидеме. Може ќе успееме, може би не, но јас верувам дека треба да се обидеме да успееме, заради тоа што и концептот едно општество за сите го градиме преку многу алатки, една од алатките е токму таа. Го прашавме премиерот Заев и за непотизмот и партиските вработувања на роднинските врски. Тој кажа дека им дал насоки на сите државни институции во кои што во последниот период биле вработени одредени кадри, заедно му ги достават сите списоци за да се утврди на кој начин тие биле вработени. Доколку се утврди дека има одредени неправилности, секоја институција ќе понесе одговорноста. Боби? Јулијана, има ли некакви информации кога се очекува да заврши извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз? И иако ја видовме, очигледно Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, еве ме коригира заменикот министер за да не го сугерирам новото име, бидејќи и ти рече дека допрва ќе се одлучува и за тоа на оваа вечерашна седница. Што е околу дилемата за кандидати за председател? Ќе отпочнат преговори со Демократската унија за интеграција, но и со другите коалициски партнери. Нивната идеја е сепак да се излезе со заеднички консензуален председател, меѓутоа очекуваат преговорите да се интензивираат во текот на наредните денови и да излезат со заеднички кандидат. Јуле, колку од овој аспект, ти ги познаваш и внатрешните процедури на СДСМ, колку од овој аспект почетокот на разговорите со Демократската унија за интеграција ќе ја искомплицира внетрепартиската процедура во СДСМ, бидејќи Заев рече, Ахмети претходно изјави дека тој на туѓа свадба не оди, но со фактот што СДСМ објави конкурс, а веќе ги има и првите кандидати, тука веќе малку внатрешните процедури во партијата се комплицираат. Има ли за тоа некакви назнаки или ќе треба сепак да се чека исходот од вечерашниот извршен одбор?
Внатрешните процедури може да се комплицираат, меѓутоа како велат на народната договор куќа гради, многу пати сме биле сведоци дека во политиката секогаш 2+2 не е еднакво на 4, што значи дека сепак ќе остане да видиме во наредниот период во која насока ќе се движат преговорите и дали ќе се постигне консензус да се настапи со заеднички кандидат. Она што е известно во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е дека е доставена само една кандидатура, тоа е на амбасадорот Ѓорги Филипов, додека пак останатите потенцијални кандидати за председател кои што кружат во јавноста, како што се Стево Пендаровски, Радмила Шекеринска и Оливер Спасовски, очекуваат да бидат номинирани од општинските комитети. Во секој случај останува еден интензивен политички период во кој што се можни различни калкулации во наоѓање на одреден кандидат за председател кој што ќе биде официјално избран на Конгресот на 3 март. Боби? Јулијана, ти благодарам за ова вклучување во топ тема на ваша страна. Нови детали околу евентуалните одлуки се проширува дневниот ред на извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз и со нови точки за евентуалните одлуки. Повеќе детали во вестите во 21:30. Господине Жерновски, еве, слушнавме, малку се под затвори, сега и официјално се отвара таа врата за преговори за евентуален консензуален кандидат, што е поврзано и со прецизни математики и околу постигнувањето на цензусот и така натаму, но останува оној факт кој што го споменав за малку замрсени внатре-партиски процедури, бидејќи впечатокот беше дека СДСМ малку го тргна на страна ова прашање за да се ги среди внатре редовите, да одлучи меѓу неколкуте кандидати. Тука се Димитров, тука е Пендаровски, тука е Шекеринска, Оливер Спасовски, како најисторената четворка, па отиде на копирање на онаа варијанта на ВМРО ДПМН објавување на јавен оглас. Но еве сега како ќе се тера паралелно огласот. Првата кандидатура стигна, вие ги продолжувате преговорите со Ахмети, а Ахмети јасно стави до знаење дека тој на туѓа свадба нема да дојде, значи нема да дојде на Конгресот на 3 март, туку ќе треба да се најде некоја друга форма членството да се изјасни и да одбере меѓу кандидатите. Никогаш овие разговори не одат лесно, нити треба да одат лесно, затоа што секоја страна има своји аргументи. Мене многу ми се допаѓа идејата да има консензуален кандидат. И тоа сето започна со кампањата за референдумот. Тоа беше прв пат да имаме еден заеднички табор помеѓу македонски и албански партии. Тоа беше толку убава, толку јака порака и на внатрешен и на надворешен план, која беше поздравена и од Брисел и од Вашингтон. И очекувам таа нова политика на зголемена доверба меѓуетничка да продолжи понатаму. Кој друг ако не политичките партии кои што се на власт. Мислам на крај дека ќе се донесе таква одлука. Процедурите кои што ги спомена и колешката Ваша и вие сега во ова прашање не пречат за да се дојде до таква одлука, но да битно е при носењето на одлуката кој да биде конечно решение да се разговара и со коалицијските партнери затоа што тој треба да биде заеднички кандидат и таа заедничка кандидатура и заедничка поддршка треба да се почувствува и на терен, се разбира. Ако се вратиме на оној дел од изјавата што беше дел на премиерот дека дал инструкции до институциите, повторно околу проверка на случаите со непотизам, повторно доаѓаме до дилемата која ја начнав, колку градиме систем отпорен на таквите случајувања. Бидејќи ваквиот акт на премиерот многу наликува на некои минати времиња кога се асфалтира улици, се решава проблеми на граѓаните со пред камери, со јавувања преку телефон директно до директори, што е дури овој потек е сепак една порака или за недостаток или доволна силина на таа морално-етичка
димензија или пак за нефункционалност на институциите. Зашто на крајот од денот премиерот не може да биде тој кој што со телефон ќе ги освестува некој или ќе ги бара грешките на институциите. Тој и вие ветувавте поинаков систем кој што не го гледаме во одредени сегменти кои овие денови предизвикуваат огромен револт. Револтот е оправдан, пак ќе кажам, и не бегам од тоа. Одговорот лежи таму каде што вие го завршивте прашањето. Оваа изјава јас ја сваќам како реално искрена, не може претседател на влада да знае се што се случува по институциите, но според мене ова е една јасна критика за тоа што се случувало во изминатиот период и очекувам да има соодветна реакција. Пак велам, не можат пријателите, роднините на партија во опозиција која што била 11 години да бидат на страна, но од друга страна многу повеќе треба да важи правилото дека не може мојот братучет да има повеќе шанса од вашиот братучет. Тоа е недозволиво. И сосема сме на крај, кои се првите активности во контекст на веќе имплементацијата на новото уставно име кој што ги имате од утре вие на работна маса и МНР? Реков, втората ако земеме по рок, како што кажавме, е МНР со таблата во пред Министерството, ако сакате, потоа со штемпилите и печатите, бидејќи тоа е нели Министерството кој што има меѓународна кореспонденција, потоа одат промената на таблите во дипломатско-конзуларните представништва, оди тука нотата која што ќе биде испратена преку нашата мисија во Њујорк, мисијата во Обединетите нации, така што ве уверувам дека роковите ќе бидат запазени. Господин Жарновски, јас ви благодарам за гостувањето вечерва во топ тема на ваша страна. Ќе повторам динамиката наметна едно своеведно breaking news вонредно издание, но сепак мислам дека успеавме да ги презентираме сите информации околу она што не очекува како еден сублимат. Првите мерки кои што ќе ги почувствуваат граѓаните ќе бидат пред се оние кои што ќе патуваат надвор, на пасошите во следниот период до издавањето на новите што ќе почне кон крајот на 2019 година ќе се ставаат само печати со на кои што ќе пишува дека тој пасош е во собственост на Северна Република Македонија. За се друго, понатаму сите овие сублимирани детали кои што ги предочивме во вестите во 21:30 и секако и во следните деветни изданија на топ тема на ваша страна во деновите што следат. Заменик министер, уште еднаш благодарам што бевте мој гост. И поздрав до почитуваните гледачи. Ви благодарам за вниманието. Останете и натаму со Телма. Деталите од исходот од извршниот одбор на СДСМ кој ќе расправа и за парламентарните избори, за процедурата за председателски избори, но и за евентуалното менување на името на партијата како последица на договорот за решавање на спорот со името. Во вестите во 21:30. Останете на Телма.